Пети по независноста на државава, прв претседател на Република Северна Македонија. По еден неуспешен обид во 2014-та, 56-годишниот универзитетски професор пред една недела беше избран за татко на нацијата. Мој народе, благодарам, алиментерит. Роден е во Скопско Пајко Мало, растен во Чаир и Бутел 2, а до стапувањето на функцијата е жител на автокоманда. Оженет е за професорката на стоматолошкиот факултет Елизабета Ѓорѓиевска и татко на 17-годишниот Огнен, и двајцата познати во јавноста од придружувањата во кампањата. Стево Пендаровски завршил основно образование во Кирил и Методи, а гимназијалските денови ги поминал во Цветан Димов. Дипломирал на правниот факултет, а докторирал на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. По завршување на студиите 2 години работи во адвокатската канцеларија на Рафаел Черепналковски, каде приправничките чекори ги оди заедно со актуелниот заменик министер за правда. Сега да бидам искрена, ама Стево нема да ми се наљути, предпоставувам. Адвокатурата не го влечеше уопште. Кафаната Алтан во тоа време беше многу популарна и беше преку една врата од нашата канцеларија. И ни беше втор дом, со што повеќе бевме таму него во канцеларија, особено кога во тоа време шефот не ни беше тука и бегавме од канцеларија заедно. Галичките корени на фамилијата Пендаровски во одредени ситуации доаѓале до израз и кај младиот приправник. И понекогаш малку тврдоглав за некои работи, пошто тоа е вајда галичка некоја жица, мора малку да биде тврдоглав, уште од тоа време му остана, значи потполно исти. Не се смени Стево многу. Стево е многу малку сменет. Барем вака, не само физички, воопшто во своето однесување, во начинот на говор, во гестикулациите со телото, потполно исто како 87-88 година. Вработувањето во МВР го доживеал како спас од адвокатурата. Станува дел од секторот за аналитика, каде меѓу другото се прават и безбедносни проценки. Во времето на министерувањето на Павле Трајанов добива унапредување во помошник министер и началник на секторот за аналитика, а ја извршува и функцијата портпарол. We had a classical ambush. Our police patrol was actually caught in ambush about 8 p.m. local time and Тој имаше деликатна позиција. Требаше да води сметка да не наруши конспиративноста, тајноста на информациите со кои што располага и воедно да презентира дел од тие информации на медиумите и тука мислам дека многу успешно ги балансираше тие работи. Прифаќаше критики? Знаете како е, во МВР подредените немат право на глас, условно кажано. Во 2001 Пендаровски станува советник за национална безбедност на претседателот Борис Трајковски. Шеф на кабинет на Трајковски и соработник на Пендаровски од тоа време е екс-министерот за одбрана Зоран Јолевски. Во тоа време беше период на имплементација на Охридскиот договор. Имаше неколку мисии, едната беше на НАТО веднаш после конфликтот и Стево имаше перманентно контакти со представници на меѓународната заедница во Република Македонија и солидно се извршуваше работата. Во тој период исто така нормално секој функционер на кабинет покрај следбите со председателот имавме и колегиум на кој што беа овие 6 клучни советници на председателот и Стево како советник за национална безбедност даваше соодветен придонес, соработувавме сите заедно одлично. По несреќата кај Мостар, Пендаровски станува шеф на Државната изборна комисија. Под негова палка се организирани вонредните претседателски избори и референдумот за територијалната организација во 2004-та. По искуството во ДИК се враќа во претседателскиот кабинет, овој пат како советник за безбедност, а подоцна и за надворешна политика на Бранко Црвенковски. Во 2014-та стигнува до претседателски кандидат на СДСМ, а против кандидат му е Ѓорѓе Иванов. Почнуваат и директните ниски удари. Првиот обид да стане шеф на државата завршува неуспешно. Останувам и понатаму активно ангажиран на страната на опозицијата за да го бранам концептот во кој длабоко верувам. Но ставовите и програмата не ги менува ниту вториот пат на претседателските избори годинава. Трите столба, ЕУ и НАТО интеграции, меѓуетничка кохезија и обединување,
политичкиот советник на Пендаровски Александар Спасов му помогнал да ги преточи во програма и политички наратив во кампањата. Како започнуваше изборната кампања, така нормално дека се случува и кризи во и некој начин немако емотивни кризи, но и измореност. Комуникацијата беше буквално 24 часа беше комуникацијата, особено последните денови од кампањата. Спасов го оценува Пендаровски како реалистичен, прагматичен и флексибилен човек и политичар. Негативните особини брзо зборува. тоа беше битка, посебно во 2014, но тоа е лична карактеристика. Веројатно брзо зборува, во желба се да каже, понекогаш многу темпото го забрзува на зборување и можеби слушателите се наоѓаат во ситуација да не може да ги пофаќаат сите работи што сака да ги каже во 5 минути. Меѓутоа мислам дека има значителна разлика од 2014 од 2019 година. Резултатите од првиот круг на претседателските избори, тесното водство на Пендаровски пред Кордана Силјановска-Давкова, не дозволија никој да се опушти пред финалниот круг. Темпото се засилувало, митинзите станале се почести, но зад камерите се случувале и забавни ситуации. Она што овие избори никош нема да го заборавам, се пиците и јадењето на халба. Буквално целиот тим ќе најдевме некој паркинг покрај патот кој што е малку зацкриен од возилата, за да не изгледа смешно, и тогаш се отвара картонските кутии со пиците и начело со него сите јадевме буквално со раца, само ќе забришавме раца со овие важни марамици, јадевме пици, веројатно тие пици ќе ги сонувам уште долго време. Без засилено обезбедување, Пендаровски се појави на нашето интервју. Го поканивме за да го прашаме за критиките и дилемите што постизборно добиваат гласност. Изминатиот период имаше несогласувања на релација собрание председател во однос на потпишување на указите на законите. Значи ли сега дека власта доби човек кој што по дефолт ќе потпишува се што стигнува наводно? Не, затоа што ја не сум тотално опозитен од Иванов. Он по дефолт не потпишуваше со оваа власт, а по дефолт потпишуваше се со претходната власт која го донесе на власт. Така што кај мене ќе биде секој закон индивидуално проценуван. Критичарите велат дека Пендаровски и СДСМ допрва ќе треба да испорачаат за поддршката што ја добија од коалицијските партнери. Се чувствувате како должник некому? Не. Јас ги гледам тие се, а секој од коалиционите партнери сака да каже дека неговиот влог бил поголем, па лицитираат со бројки кои се апсолутно нереални. Не сакам да кажам дека моите бројки се само од мене заслужени. Значи тие 433.000 гласови се секако и гласови на коалиционите партнери, 31 коалиционен партнер или политичка партија. Се разбери граѓани кои не се здружени во политички партии, граѓани од сите етнички заедници. Верувам дека овие 433.000 се сите луѓе со име и со презиме кои индивидуално, дури и не слушајќи ги партиските директиви, решиле да гласаат за мене. Дали ги имате веќе контурите за тоа кои луѓе би влегле во претседателскиот кабинет? Да, со тоа што контурите само. Контурите околу 10 до 15 претпоставам луѓе ќе ми требаат во тој најблизок круг на соработници, без обезбедувањето кое доаѓа од Министерството за внатрешни работи. И тука да една ексклузива да ви кажам, се обидов со некои наши луѓе кои се со референци во странство живеат со години да контактирам, од некој добив позитивен сигнал. И сега чекам да видиме како тоа ќе го аранжираме, значи ќе има луѓе од овде и ќе има луѓе и од наши државјани, се разбира, кои ќе бидат дел од мојот кабинет. Меѓутоа сакам да се потпрем на луѓе кои имаат свое професионално CV, не на луѓе кои партиите ќе ми ги наметнат, и луѓе кои по можност не имаат директна партиска релација, за да не ги именуваат како партиски војници. Во кампањата најавувавте дека ќе ги намалувате привилегиите на председателот. Останувате на тоа? Останувам на тоа и се најголемиот дел, најголемата забуна настана околу местото каде што ќе се живее. Јас би сакал малкуми на тоа го знаат, до неодамни јас не го знаев. Значи горе резиденцијата е само работниот дел, а новата што е само работен дел. А председателот спие во таа стара резиденција, да наречем, погоре што е малку наводно. Во тука може да се направи некаква редукција, меѓутоа луѓето од безбедносните служби велат дека ќе биде проблем, јас живеам во зграда. Значи да останам да живеам кај што сум сега, а да одам на работа во новата резиденција. Ќе биде проблем, јас сум во зграда кај што има уште 19 станови само во тој влез и уште 2 влеза плюс, и веројатно нивниот режим секојдневно живење ќе трпи заради тоа што треба да има некакви мерки на заштита кон мене и кон моето семејство, како што вели законот.
и мислам дека комплетно ќе одам во новата резиденција и со живење и со работни простории. Инаку во делот на останатите активности ќе се потрудам и тоа ќе го видите веќе од првиот ден, здравје Боже, кој ќе поминува председателот по улиците да не се забележува дека поминува. Значи нема да биде блокиран целиот собраќај или целиот град да страда, да чека по било какви временски услови, додека помине таа колона со рото светла и така натаму. Вашата кампања ја обележа тоа фамозно југо, кој што се споменува се уште. Дали со него ќе патувате или со службено возило? Имав предлог од еден од мојот PR тим, еден од луѓето кои ми помага, да на главниот скопски митинг на 14-ти, пред првиот круг, дојдам до Бина со југото, меѓутоа му реков дека југото долги години не е во функција. Последните години му дадов на дедото да го употребува, меѓутоа и тој ми се жали дека не може и тој да го запали најчесто са бајле. Така што ќе и да сакам не можам да го направам тоа. Пендаровски се сели наводно откако и официјално вчера ја презеде функцијата председател на државата. Изјавувам дека функцијата председател на Република Северна Македонија ќе ја вршам совесно и одговорно. Луѓето кои во различни периоди имале близок контакт со него му порачуваат. Само да не биде председател како што ни беше председателот овие 10 години. Тоа е другарски совет да си остане истиот, да не сплоти нас македонците, затоа што мислам дека е крајно време тоа да се случи. Да не прифаќа политички влијанија, притисоци, посебно да води сметка за интересите на државата. Мистево сигурно знае, Преслав Трајковски имаше зацртано во агендата, тоа сите ние советници знаевме дека еден ден во месецот го издвојуваме за посета на председателот на некое место, населено место во Република Македонија. Се со цел да добие чувство за тоа што се случува меѓу народот, со цел да се биде успешен председател. Мора да се стави крај на омразата и да се обединиме околу тоа што е наш државен стратешки интерес. И мислам дека доколку продолжи, сигурен сум дека ќе продолжи во таа насока, ќе остави навистина печат во историјата како успешен председател на нашата држава. И реков многу пати на луѓето, им реков немојте да очекувате од мене политички чуда. Затоа што еден човек не може да направи не знам какви работи за својата држава ако сите други институции не функционираат како што треба. Мислам дека најголемо очекување кое луѓето го имаат од мене и кој е најголем товар за мене, али имам намера да го спроведам и да некако се обидам да го намалам тој јаз помеѓу главните политички партии. Многу е важно мнозинството во овој момент, а јас доаѓам од мнозинството политичко во овој момент, многу е битно да се вложи себе си да го заштити малцинството политичко, па дури да му даде некоја привилегија плюс, па дури да му даде право плюс, затоа што власта по дефиниција носи привилегии повеќе и моќ. Значи, моја задача како председател на сите граѓани ќе биде да опозицијата ја кренам малку погоре и да ја консултирам прво неја за битните законски проекти, па потоа владините партии. Пендаровски има уставно загарантиран 5-годишен мандат. Од него зависи дали ќе биде церемонијален или председател што ќе остави суштински траги во општеството, како Глигоров и Трајковски.